Морам да признам дека со музика од 80-тите, Simple Minds во моментов свират на радио и сме во Groom Room заедно со нашата Јована Ташкова, која што ете прифати, иако вели сум малку анксиозна за овие работи, јас велам не секире тука сме некако слични во некои работи, а мора да излеземе некој пат надвор од нашата комфортна зона и таа прави преседан денеска пред Телма телевизија да уживаме во незиното студио. За прв пат во Телма телевизија Јована мора да признам дека никој пат не сум имал стилист за домашни миленици. Секој пат тебе ти кажа пред малку дека сме имале Телма 5 и практично ги екранизиравме сите можни, да кажам, приказни кои што се за расни кучиња, вакцинација, надворешни, натрешни паразити, така натаму, заштита, благосостојба и нега на животни, ама прв пат никој не отвара врати во студио, да речеме, или да кажеме фризерски салон, стилист, кој што ќе ни ги прикаже денеска на некој начин бенефитите и зошто понекогаш нели е неопходноста за честото можеби нивно стилизирање. Конкретно тука ни се само ќе кажеме Фиби и Лото. Фиби е инаку лично куче на нашата Јована, која инаку, како што вели приказната, е пред 3 години ја спасила токму од градските гробишта Бутел. Била бремена во блажена состојба и вечерта кога ја спасува Јована, бидејќи активист, практично се раѓаат неколку кученца мали, а Лото има име, бидејќи добивката Лото кај него е дека од несрекни околности спасена и сега живее во хармонија. Официјално добро ни дојде во утринска на Телма и ти благодарам што прифати. Добро ве најдов и баш ми е чест што сум прва стилистка за животни која што е во вашата емисија. Ова е... Лото ми е малку исплашен. Да, Лото е малку исплашен. Опуштен годиниве, така? Да, тоа е дел од неговата приказна, значи тука некогаш кога ќе ни дојдат истравматизирани кучиња, пробуваме да направиме корекција на нивното однесување. Со многу љубов, многу галење, многу зборење, значи се што може за да им биде на нив удобно. Со тоа ја прави нашата работа полесна и нивното искуство да бидат среќни и весели кога ќе излезат од овде средени. Да, именно знам дека прочитав дека има европски директиви всушност што мора да се почитуваат апропо благосостојбата на животните, бидејќи секој миленик кој што ќе искочи од, да речеме, груминг студио или да речеме во случајот фризерски салон или од стилистот, мора да биде да мафта со опашката. Меѓутоа, како што велиш, не секој куче кој што ќе дојде, да речеме, како Лот имал претходно убави искуства, меѓутоа претпоставам дека се обидуваш со некои своји марифети, техники, методи да го нивелираш тоа, за да се обидеш кучето не само што да биде стилизирано, туку да излезе и среќно од твоето грум-рум. Имаме посебно искуство во тоа справување со нивниот карактер, нели не секој куче може да има ист карактер како што ние луѓето немаме. Не секој може да мафта со опашката, некои едноставно се плашливи, се тресат, се поанксиозни. Тука сме ние да го направиме тоа пак да има попријатно искуство, меѓутоа не е се тоа до грумерот. Некогаш и до расата, до генетски околности, некогаш и до воспитувањето дома. Дресингот. Да, например, имаме огромен проблем со кучиња што се земени во периодот на короната. Тоа е нешто што ретко се спомнува, ама на тие кучиња навистина им недостатоцна асоцијална. Да. Поради сите околности нели не можеа да излегуваат, да се сретнуваат со други животни, со луѓе. И тука малце имаме поголем проблем, меѓутоа веќе и со нив работиме еве 4 години како помина короната да биде се тоа подобро и подобро. Сакам да те прашам, бидејќи пред да во студио и знам од минатите искуства кои што сум ги читал, бидејќи си активист, се обидувам јас да бидам во таа заедница, да спасуваме, да сме нели некако во таа некоја напредна фаза, да можеме да експоненцијален раст да имаме нели во делот на благосостојба и подобри услови за животните. Прочитав дека најчесто голем дел од европските земји ги нудат, да речеме, овие специјализирани институции, универзитети кај што може да се стекнеш и да добиеш дипломата, да речеме во случајот како велиш ти, работниот наслов на формата бил стилист на домашни миленици. Кај нас има и асоциација, ако не се лажам, која што меѓу другата коинциденција нели организираше прва ревија на стилисти и викендов. Меѓутоа, каде беше твоето усовршување? Каде ја стекна дипломата за стилист? Моето усовршување го стекнав најпрво бидејќи се вработив во салон кај најдобрите грумери во Македонија. Тоа беше Лото за мене. Учев од најдобрите, веќе 6,5 години бев таму, значи после тоа си се усовршував со додатни семинари кои што беа онлайн претежно бидејќи во Македонија се уште не постоеше ништо. Обуките се нешто ново во последнава година, мислам дека што се случуваат.
Најблиску беше исто усовршување да имаш во Србија како една опција. права се така. Да, бидејќи Србите се стварно многу понапредни од нас. Има многу повеќе салони, многу повеќе кучиња. Таму мислам дека и прочитав некоја бројка 1 милион животни чуваат. Кај нас е тоа некои 100-200 илјади, мислам дека регистрирани, зборувам со чип. Така што и побарувачката е поголема и нормално повеќе знаат. Јас се надевам на вистина дека од кај нас ќе излезат многу квалитетни грумери во наредниве 10 години, бидејќи сепак е професија што не можеш еден месец да ја одиш негде да читаш или нешто да ја научиш. Прости на дегресија станува збор за занет кој што доаѓа до усовршување, нели, и да речеме некои напредни формули кои што треба да се применат, нели, за да се добие. Треба месеци, ако не и години, да фатам ножици во раце, да се осеќам сигурна во тоа, бидејќи сепак работиш со живо битие кое што мрда, не можеш да му кажеш седи мирно, да не ти исечам и да те послуша тоа, туку стварно треба да се усовршиш да биде најбезбедно што може прво за нивната благосостојба што спомнуваме. Така што се надевам дека се повеќе ќе има такви обуки кај што ќе искочат на вистина квалитетни пред квантитетни грумери, затоа што изложбениот дел е се уште малца покриен од кај нас, изложбени фризури, тоа го работат ретко неколку салони, 2-3 можеби во државава, од 40 што ги имаме моментално, така што има уште простор за обучување и за... А во странство постојат и факултети цели за ова, да, што е супер за некој што ни на крај памет нема да ти текне тебе средно кога ќе завршиш и чекај дека работам стилист, да. Јас мислам кој очекува ја да бидам фризерка, буквално така. Она што е куриозитет за Јована е нека по вокација е психолог. Меѓутоа, ете, јас велам дека секој пат некогаш се случува некаква животна промена, нова табула раса и знаеме да си поточно велат ние не ја одбираме професијата некогаш вистински не одбира, така што верам дека тоа така доаѓа некако. Универзумот работи за нас. Баш така со случаен повик од активисти за животни да пробаш да почнеш, тука во мало ми беше салонот, викам ајде ќе пробам и на првиот термин само што дојдов се погоди агресивно куче, се погодив јас прв клиент, викам леле шо е ова, ама толку добро ми се постави енергијата и се со животното да успеав да го сработам. Газдите тогаш не ми беа презадоволни од тоа и рекоа слушај ти си за ова, се гледа дека знаеш како со нив, ајде да пробаме. И од тоа еве 10 години скоро ќе правам сега во јануари. 10 години никој пат не те враќаат нозете, претпоставам дека секој ден ти е твоја приказни уживање. Е убаво, значи нема кој да те нервира, цело време си со обкружен со љубов безизмерна, мислам тоа е сега нормално, има некои потешки, некогаш ќе ти биде леле кај се погоди сега како и со секоја работа, ама на крај кога ќе успееш да го сработиш продуктот или клиентот, еве во случајов кучето, Сатисфакцијата е огромна. Посебно кога ќе ти донесат, например, бездомно животно цело, замисли го во кал, во измет, во се што може да биде. И си велиш, каков проект си ми сега ти во моите раце. И после сликите before and after, феноменални. И не одма им наоѓаат домови, знаеш дека си учествувал во нешто да придонесеш да се спаси тоа животно. И за тоа сум јас тука. Мислам, мене тоа ми прави оганче онака да стимул за работа, така. Именно, само да подсетиме дека колку ги имаш во моментов во својот дом спасени животни? 4 кучиња и 3 мачки моментално. И едно со кое што како и ти и јас сме се збогувале со многу наши или најмили, мораме да видиме татуажата, не знам се дали наум ќе ни ја прикаже, да. Тоа е причината затоа што сум дел од затоа го споменав. Од активизмот, она ми е првото куче, она ми ги отвори очите за улични мачки, улични кучиња, за фармски животни. Јас сум и вегетаријанец и во секој може на спектар. Добре дојде во клубот. Така да, се што може за животните, правам за нивна благосостојба, да учествувам на некаков начин. Ете, за да не бидам дел од процесот на нивно угнатување и Може ли само да прикажеме сега кусо како би изгледало тоа, да речеме, стилизирање на Лото, кое што, пак ќе кажеме, покрај таа траума која што има доживеано, Лото добро се справува со луѓе во твоето студио. Лото беше ептен, исплашено куче, значи со тресење влегуваше, со внимателно работење се, да не го повредиме, да не мрдне, сега веќе на крај ме бацува, сега малце се срами пред вас, ама сигурно сака да ме баци. Инаку Лото има доза агресија, само да, ригидност. Само е така повлечен и
не сакам многу кога ќе му дојдат луѓе нови, меѓутоа се обучуваме. Еве сега ќе му ги отвориме очињата. Инаку пред да дојме нели во твоето студио, со Наум седиме во возило и тргајки на кај тебе и велиме сигурно ќе начекаме пудлица некака и Лото не начекува, меѓутоа Фиби е исто она убава звезда. Овие црвени пудли се многу популарни, во принцип, како што беа едно време бишоните, сега ги зимаат нив претежно. Пудлите имаат прекрасен карактер, во принцип важат за едни од најинтелигентните раси. И добро поминуваат на изложбите. И си знаат едноставно како да им е врежано во кодот. Лото, па ти не виде? Еве го Лото прогледа. Лото прогледа со мала доза на скептичност, ама добро се снага. Добро се снага. Инаку твои блиски луѓе го имаат спасено Лото, ако не грешам, така? Да. Мои блиски луѓе претходно има друго клиентче што не доаѓаше тука, неговото братче Неш, за жал он почина. И сега Лото беше. Клиентите дојдоа, сега ќе ги пречекаме, слободно можеш да ги пречекаш клиентите, јас ќе бидам пред камера, инаку ќе да ја представам Фиби. Подсетувам уште еднаш спасено животно од нашата Јована, инаку зазвони звонцето бидејќи во 11 часот веќе почнува да има клиенти Јована. Таа за нас го отвори студиото многу порано, меѓутоа клиентите ќе почекаат, еве сега вели за 2 секунди ќе се подготви за следните пак незини крзнени пријатели. Инаку Лото за жал имал непријатна сторија, живеел во кафези, практично претходните собственици го чувале затворен и воопшто не бил социјализиран и токму затоа има една ригидност, па јас се обидувам полека вака да му пристапам со мала доза на скептичност. Ни пристигна уште едно. Ова не е Јована, кој клиент? Мио, добре дојде, кај си ти бе маче? Каде е Мио? Чекај се да ги трнеме овие сите предмети. Мио, кај си маче? Ке почека малку Мио, така? Мио ќе го сместиме сега. Без грижи ти слободно работи си, бидејќи додовме во работен ден. Меѓутоа, како што кажавме, можеме и таму, Јована слободно. Добро. А Фиби се радува. Фиби Реагира на секој... Тука сме. Така што, ова дефинитивно ќе се ветиме дека за скоро повторно ќе ти дојме во студио, можеме да го прикажеме и капењето на кучиња како изгледа, со оглед на тоа дека знам дека те чека доста работа и агенда. Еве за некои 5 минути ќе завршиме, може да продолжиме ние со Лото. Колку отприлика за оваа раса е потребно време и да речеме која е најкомплексната можеби за стилизирање. Со оглед на тоа дека нели имаме кучиња кои што имаат долги влакна, кратки влакна и така натаму. Најкомплексна раса е баш пудлата според мене, бидејќи има десетици фризури што може да ги правиме. Општо во грумингот има преку 400 фризури за сите раси што треба да ги знаеш ако си професионален грумер. Највеќе се заплеткуваат затоа што имаат виткано крзно, бишоните исто спаѓаат во таа категорија, лагото, ромањоло, тие раси се... добро знам. Да, лагото се посебно исто Ни пристигнува тешки за работа. во корфне, цела хармонија. Цела хармонија. Слободно пречекај ги клиентите, јас ќе бидам тука во Groom Room студио, да уживате, еве ни го и другиот љубимец, сега не знам колку ќе може колегата Наум да фати. А Јована вели, дали ќе биде проблем доколку ни звонат муштери и клиенти? Јас велам, не, апсолутно, ние дојдовме апанса што се вели во твоето студио и заблагодаривме всушност. Кај си бе маценце? Абе, кај си ти? Абе, кај си бе маце? И ти ли ке се шишаш? Значи, Јована полна раце денеска работа, меѓутоа, токму заради оваа наша видео приказна, ни ја донесе и Фиби, која што инаку сакавме да ја капеме, ќе го оставиме тоа за следен пат, со оглед на тоа дека имаш полни раце работа, веќе клиентите први доаѓаат. Значи, околу колку 400 модели на фризури? Модели на фризури, да, сите тие треба да се научат, да се усовршат, така што има, кај пудлите посебно има работа. Сега добро е кога ќе ги научиш клиентите да се редовни, да доаѓаат на месец дена од прилика максимум, за да можеш да го одржуваш влакното, да не се заплетка, бидејќи секоја тутканица после болна за расчешлување за самото куче и процесот го прави потравматичен, така што поредовно носење на милениците е подобро и за нивната благосостојба и за целиот третман како ќе го доживеат. Јас имам среќа што еве во овие 3,5 години како што постои Groom Room, преку 150 редовни клиенти имам
правевме статистика и тие постојано закажуваат за нареден термин, затоа тешко се наоѓа термин, се извинувам за сите што сакаат цело време да ги метнам. Тоа е благодарност и на твојата енергија и љубов која што даваш во цела оваа професија. Пробувам да ги услужам сите клиенти, меѓутоа сум едно куче одзема околу 2 часа третманот. Независно од влакното. Па зависи, од саат типол е минимално што може некојаш и до 3 сати трае, така да денот е 8 сати работен, колку можеш да вметнеш квалитетно да ишиш, според мене еден грумер 5 до 6 кучиња во ден максимум, после тоа се веќе не е тоа. Енергијата. Да. Болати очи, нозе, сепак е физичка работа, се стои, захтевна е. Треба да знаеш со секој куче да ти е енергијата урамнотежена, да ти осека дека... А ке те прашев, еве, како што кажуваш и ти првиот клиент бил доста агресивен. Да. Како се справуваш да знаеме дека денес имаш нов клиент кој што не го познаваш? Како се обидеш да го стимулираш и тоа да го нивелираш за да можеш да го обработиш? Одма се осеќа, кога имаш искуство, одма се осеќа со кој куче ќе имаш проблем, имаат еден поглед типичен што ти го даваат како чекај малце, не ми се приближувај толку, им ги почитуваш границите што ти ги поставуваат нормално, затоа што сепак сакаме да го сработиме на крај, да се задоволни газдите. Се справуваш ако треба некогаш, ако е преагресивно кучето, мора и маска да се употреби, затоа што нели секоја повреда може мене да ме чини да не можам да го работам веќе ова. И многу е фер кога ќе кажат газдите дека е кучето агресивно, па што има некои за жал што не кажуваат. И тука е малце се случува, да. Мислам, овие лузни се што ги имам, не може ги долови камерата, ама се случува. 10 години сепак го работам ова. Ама не се откажуваш. Ама не се откажувам, така што во принцип треба да го знаеш нивниот јазик на тело, да им осекаш енергијата, погледот. Има некои што касаат, например, само за шепи, некои што не сакаат да им се сечат ногти. Секој си има различна приказна што го нервира, што прифаќа. Тука си внимателно, го забележаш и правиш една проценка. Да, многу е добро кога си ги знаеш клиентите, пошто точно знаеш кој што е, еве, него веќе го познавам, знам што сака, што не сака. Фиби знам дека можам да... Да. Те гледа цело време онака да е сигурен дека се е окей. Ама е смирен, еве го сталожен, не се тресе, тоа ми значи многу, пошто порано беше како на батерија, се тресе цело време од страв. Тој се адаптирал. Еве, може да го заокружиме ова издание со тоа што уште малку ако имаш негде да го стилизираме или при крај ни е некако лота, да. Многу за него, меѓутоа ете пошто е пократка емисијата, вака ќе скратиме ушиња. Се прави облик на главата, сега е многу битно летно време шепите убаво да се шишаат поради сите тревки што се надвор. Пократки фризури се практикуваат летно време заради горештините, заради болови и крлежи да ви биде попрегледно. Јована, кажи ми, стилизираш да речеме за модни реви или конкретно за да се обликува и да се заштити или превенција од паразити, од тутки што велиш и така натаму? Изложби стилизирам, да, одредени раси. Меѓутоа најчесто тие изложби се одржуваат за викенди, а јас работам од понеделник до петок, така што ретко го опфаќам тој дел. Меѓутоа, да, знам да ги правам фризурите. Тоа е позактивно, тоа е околу 3 часа третман по куче, за да биде совршено средено нормално. Така што убаво би било, како што реков, што повеќе луѓе да го научат тој дел, за да може да се опфатат и тие клиенти. Чисто нака би те прашал за крај. Според тебе, временска рамка од првото до следното доаѓање? Како би го... Препорачувам бањање барем дома, ако не можат во груминг услови, на 2 до 3 недели, затоа што колку е почисто влакното, помалку се заплеткува. Шишањето зависи од должината на крзното, максимум што може да издржи куча без да се заплетка е 2 месеци. После тоа веќе почнуваат чворчиња, покомплицирано е фризурата, се затвараат очите, овој дел што е многу битно за да гледа, нели? Така што максимум 2 месеци за носење по